Пријатели, добар ден и добре дојдовте во уште едно издание и рубрика Прашање и одговори со Јосиф. Моето име, како и што најавив, е Јосиф Дамјанов. Денеска ќе одговараме на 5 прашања. Вкупно има 10, но издвоив 5 затоа што сакам да одвоиме време и да дадеме поголема вредност за луѓето кои што ги поставија тие прашања, и сметам дека поголем дел од вас ќе најдат вредност и ќе ги интересира. За сите кои што се уште можеби лутате како тоа да го направите и како да ги поставите прашањата, може да го направите на профилите на социјалните мрежи. Инстаграм е мрежата на која што најактивно го правиме тоа и кај што има најголема интеракција, но се разбира тука и Facebook, Snapchat, може да го користите и хаштагот AskJosif без разлика на која социјална мрежа тоа најмногу го правите. Како и да е, за да дадеме повеќе време на прашањата, ќе одиме веднаш со првото прашање. Емилија со долна црта Стојковски, која што прашува дали ќе имам подобри резултати во намалување на обем ако 2 пати на ден користам шејк како заменски оброк. Емилија, шејк како заменски оброк често користам и јас, и тоа е одличен начин да нутритивно го задоволиш телото на сметка на помалку калории. И искрено терминологијата заменски оброк јас не би ја користел од причина што денеска многу полоша и неквалитетна храна има квалификација оброк, а можеби протеински шејкови и додатоци во исхрана како што користат многу од луѓето се квалифицираат како заменски оброк. Тоа воопшто не е замена, туку е тоа напротив на дополнување и задоволување на телото. Но по твоето прашање логиката е следна, дека логиката вели дека ако ти го правиш тоа и 2 пати на ден заменуваш заменски оброци како појадок и вечера, да речеме, би требало да имаш подобри резултати, но никој не може да ти вети, ниту па јас можам да ти ветам, од причина што од човек до човек има разлика во метаболизмот. Секој има различна историја на тоа како се хранел претходно, секој има различна генетика и тука веќе да се даде конкретен одговор е малку потешко, но во секој случај имаш зелено светло да го правиш тоа и може потајно да очекуваш дека ќе се случат подобри резултати, но не се разочарувај ако тоа не се случи, затоа што, пак ќе речам, никој не може да ти го вети. Така да тука и со твоето, Емилија, прашање завршивме за одговарањето за денеска. Како и да е, ви благодарам многу што сте интерактивни и што со вашата, да ја кажеме, себична потреба придонесувате да создаваме вредност и да создаваме заедница на луѓе кои што јас сум сигурен дека им помагаат овие прашања. Го охрабрувам секој од вас да го прави истото. Бидете интерактивни, не постојат глупави прашања, постојат само глупави одговори. Ќе наоѓаме одговори колку што знаеме во овие рубрики во утринска на Телма со прашања и одговори, и се надам дека ќе добивате уште поголема вредност за темите кои што тука ги зборуваме и ги одговараме. Ви благодарам уште еднаш, ве оставам во здрави животни навики, ве оставам во рацете на Гоце и Елена и ви благодарам за вниманието. Чао, чао!